Инаку, ќе продолжиме со бројот 7, еве го и тука бројот 7. Консултиравме теоретичари, математичари едни да ни кажат која е бројката, кои се шансите да станеш Кире Лазаров. Значи во светски рамки, кои се шансите да станеш Кире Лазаров, најдобар десен бек па и најдобар коментар на свет, излегува со бројка 1:700 милиони. Толку си редок да знаеш, 1:700 милиони. Инаку, ги прашаме и други работи, што има повеќе шанси. И слушајте го ова, повеќе шанси од тоа да си Кире Лазаров има да родиш шеска, тоа е 1:300.000, мада се надевам ова само за жени важи. Да те удри метеор е 1:700.000, да те касне ајкула е 1:11 милиони, пак има поише шанси од тоа да си Кире Лазаров, пајак да се држи целосно до сценарио е 1:1.000.000. Слушај го ова, да ја изгледаш цела малечката невеста, 1:30 милиони. Да знаеш? Јас сум слушал. Многу добра серија, Кире. Како Френдс, ама подобра. Женска Малечката невеста. И пази го ова, чека, ова е многу јако. Стево Пендаровски да го прашаат која девојка го има најпровокативниот газ на планетата и овој да даде одговор е 1:35 милиони. Мислам, кај може тоа да се случи, глупост. Само што ми јавуваат од режија, нема да ви се верувам, а вчера на некоја емисија го прашале Стево Пендаровски која девојка го има најпровокативниот газ на планетата и овој дал одговор. Мислам, не ми се верува. Ајде да видиме што рекол. Кардашијан. Просто. И тоа го кажуваат сите, независно од етничка или религиозна боја. Кардашијан. Чекај, да уште еднаш да чуеме која девојка го има најпровокативниот задник, да чуеме уште еднаш. Кардашијан. Просто. И тоа го кажуваат сите, независно од етничка или религиозна боја. Значи сите го кажуваат. Сите го кажувале ова, да, добро, да.